Топ тема, добро вечер. Пробната работа на Безбеден град откри поразителни резултати за сообраќајната култура или подобро кажано некултура. Надлежните со најава за нов рок за адаптација, а граѓаните со поделени реакции. Што, како и кои брзини и прекршоци снимаат и регистрираат камерите. Ке имали така наречен праг на толеранција и колку. И што се уште ке треба да се усогласи во пробната фаза, а што може да следува и може да се очекува во надградбата на системот. За овие и други дилеми кои што произлегоа по стартот на пробниот период на Безбеден град, вечерва во топ тема разговараме со магистер Маја Арсовска-Манов, началник на сектор за сообраќајни работи во МВР. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. И Владимир Велковски, државен советник во кабинетот на министерот за внатрешни работи и член на работната група за имплементација на системот Безбеден град. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Госпоѓо Арсовска-Манов, би почнал со вас, бидејќи фрапантни беа податоците за првите 24 часа и по број и по видови на прекршоци и оние за бројот на граѓани кои што се регистрирани во сообраќај со нерегистрирани возила. Иако се први денови, како се движи статистиката? Па, со статистиката не би можеле веднаш да калкулираме од причина што како граѓаните пријавуваат некои дефекти, односно неисправности на системот, на камерите, така веднаш екипите излагаат на лице место и ги отклонуваат. Меѓутоа, можам да си земам за право да кажам дека сообраќајот полека се смирува и дека бројките полека опаѓаат. Меѓутоа, сепак треба време, мал периодот за да било какви информации со било каква статистика излеземе и да кажеме дека добро е, се заврши, се намалува и така натака. Треба време. Веќе може да се видат и апликации, каде се има камери. На дел од социјалните мрежи веќе има и наплив од оние разни алатки кои што може да се набават од странство, дел ги има и на нелегални сајтови за онлайн шопинг, како да се улови радарот, како да се фатат радарите, како рано предупредување за возачите. На колкав дел од Скопје процентуално или по број на клучни сообраќајници сега функционира Безбеден град? Безбеден град функционира на територија на цел град Скопје. Значи, во моментот активиран е електронскиот систем за детектирање на сообраќајни прекршоци само во градот Скопје. До крајот на месецот планирано е да се активира истиот систем и во градовите Куманово и Тетово, а веќе во следната година истиот систем ќе биде имплементиран на територија на цела држава. Исто така, опремата е поставена и на коридорите 8 и 10 и во секој момент се очекува да започне детектирањето на сообраќајните прекршоци и таму. Велковски, со оглед дека веќе е најавено дека пробниот период најверојатно ќе се продолжи, има ли МВР систем кој ги следи реакциите на граѓаните, бидејќи засега се во најголем дел по социјалните медии? И како ќе се одвива таа комуникација со граѓаните, бидејќи како што беше објаснето од страна на министерот, ова веќе известно продолжување на пробниот период има две цели. Првата е, како што рече и госпоѓа Арсовска-Манов, да се навикнат граѓаните, второ е да се има доволен период низ имплементацијата да се увидат сите можни слабости, бидејќи никогаш не е исто нешто на хартија или во 3D симулатори кога се излегува на терен. Токму така, една од причините зашто се размислува да се продолжи пробниот период е да собереме што повеќе реакции и забелешки од граѓаните и во таа насока, значи, службите работат на изработка на дигитална опција која што ќе овозможи заедно со пораката која граѓаните добиваат за сторен прекршок, кога ќе го отворат линкот, таму ќе има дел за пријавување на неправилности. На тој начин, значи секој граѓанин кој што добил порака за сторен прекршок,
меѓутоа смета дека истиот има неправилно утврдена фактичка состојба, ќе има можност преку тој линк да ја пријави таквата неправилност. Што значи тоа пријавување на неправилност или пријавување на несогласување и неприфаќање на приговора, да, бидејќи се две различни. Вака, тоа ќе биде дополнение на линкот, каде што ќе има графа оставена за забелешка. Граѓаните ќе можат да се изјаснат доколку не е тој нивни телефонски број или возилото не е нивно, доколку поминале на зелено, а имаат доказ за тоа, ме разбирате? Во периодот што след доколку добиле налог, каде што стои дека калибрацијата на мерниот инструмент не е од таа година, било каков технички проблем ќе може да го пријават. Исто така во периодот сега што ни е, додека се дигитализира таа алтернатива да можат граѓаните во самиот налог да пополнуваат забелешка, ние префаќам и апелирам до граѓаните, сегдека каде што можат во било која полициска станица нека пријават било каква неправилност. Тоа нас ќе ни помогне да го дооформиме системот, да ги отклониме сите недостатоци уште сега. Затоа и овој тест период, затоа и ова пробна фаза. Кои се тие неправилности кои што на системот кои што досега ги регистрирате вие, бидејќи има многу забелешки дека наводно луѓе кои што не го користеле возилото добиваат пораки, дека пораките одат на погрешни броеви. Дали е завршена таа обнова на податоците на личните податоци во системот кој што започна со новите регистрирања на возилата? Видете, многу е рано. Тек сме третиот ден од како е почнат системот, меѓутоа за сите овие прашања ќе мора оперативно да се работи. Секоја забелешка што ќе биде дадена од страна на граѓаните, сериозно ќе биде разгледана и сериозно ќе се пристапи кон доколку е неправилност отклонување, доколку е дефект отклонување, доколку е грешка во системот да се адаптира системот, доколку е пермутација, исто така, значи дејствено како што ќе се детектира од кој вид прекршок, од кој вид забелешка, така и ќе работиме пред се оперативно. Ајде, бидејќи не го откривате бројот на камери, позициите, иако веќе ги наоѓаат, препознатливи се според структурата и различни се од оние други камери кои што ги среќаваме на раскрсниците, па веројатно за кратко време ќе биде исцртана и шемата на улиците каде што ги има. Да почнеме прво од оние основни дилеми. Како се поставени камерите, што се снима, возило или патник се снима само однапред, се снима само регистрацијата позади, бидејќи има и тие дилеми, а зошто нема фотографии, а има ли фотографии, а кога би се користеле, дали во случај на судска постапка и така натаму. Па вака, кога се работи за поминување на црвено светло, значи камерите нормално треба да го констатираат поминувањето на црвено светло и од задниот дел на возилото прават фотографија на која што се гледа таблицата. Што се однесува до оние прекршоци каде што се констатира брзината, во тој случај камерите снимаат однапред, каде што се гледа и регистарската таблица и оној кој што го управува возилото. На прашањето кое што исто така од голем број граѓани беше поставено зошто нема фотографија сега, исто и тоа е еден технички предизвик кој што мислам дека прашање на денови кога ќе се реши и во самиот линк кој што го добиваат со известувањето, на истиот ќе можат да ги видат и фотографиите со цел да можат граѓаните уште Тука имаше некои дилеми околу фотографиите од аспект на приватна заштита на лични податоци, меѓутоа од друга страна фотографија како фотографија постои кај сега условно ќе кажам обичните радари кои што ги користи полицијата и тие се користат. Доказ на суд. Да. Тие се доказ на суд. Фотографиите што ќе пристигнуваат на граѓаните ќе го има ликот, меѓутоа ќе биде замаглен за граѓаните. А доколку прекршокот оди во судска постапка, тогаш ќе се искористи како доказен материјал. Една од најавите е во
регистрирање и на прекршоци при паркирање. Па еве сега практично, еве што би значило тоа на Партизанска? Колкав е опсегот на тие радари, камери, докаде би и каков вид на прекршоци при паркирање би регистрирале? Бидејќи знаеме дека тоа е, иако е таа лента само за застанување, дека има идеи дека можеби ќе биде само за автобуси додека се воспостави БРТ системот, што значи сосема еден друг принцип, меѓутоа еве, ако е да кажеме на раскрсница Симпо, голем дел ја знаат, ако таму ги има камерите, веројатно таа не може ли да ги регистрираат тие пред универзална што за станане да се купат бурек или оние на што ќе реши кој вид прекршоци за паркирање може да ги детектира? Сите. На која далечина? Вака, во однос на паркирањето е системот предвидува возила во кои се инсталира опрема за детектирање на ваков вид прекршоци. Инсталирана е веќе опрема во дел од возилата и таа ќе работи на принцип што едниот полициски службеник ќе го управува возилото, а другиот ќе раководи, ќе управува со опремата. Идејата за погрешно паркирање првично е на поголемите крстосници со цел спречување на правење метеж во сообраќајот, односно за поголема проточност. За да се знаеме сите како што се смирува сообраќајот, така гужвите во градот се зголемуваат. Со цел да има поголема проточност, со цел крвотокот во градот да се одвива како што треба, токму затоа ќе се во првата фаза ќе се пуштат тие возила со цел зголемена проточност. Тие ќе детектираат исто како електронскиот систем, со фотографија, со поднесок на сопственикот на возилото. Значи тоа е нов сегмент на различен од овие камери што ги има горе. Што тоа значи? Ево, уште малку попрактично, бидејќи првично беше предпоставката дека се тоа истите камери, бидејќи е возило тргнува од почеток на Партизанска и одвојува одредена дестинација и при тоа ги регистрира сите што имаат 4 трепкачи, пишува и праќа касна, или не? За 4 трепкачи ќе видиме, тоа за тие што се паркирани. Тоа го правиме паркирани, за да притрчаме сите, нели, на брзина да си завршиме работа. И сега, бидејќи ја спомнав таа улица, дали до Зелено пазарче, дали до било каде, тука е важен моментот и согласно закон знаеме дека има разлика помеѓу запирање и паркирање. Така да во зависност нели како е регулиран тој дел на конкретна улица, така ќе постапува и ваквиот систем. Нормално дека таму каде што е забрането и запирање и паркирање, сите возила кои што се нели не прописно застанати и паркирани ќе бидат санкционирани кога што е запирање, што е паркирање? Местото каде што се паркира е различно. Различно е да се паркирате во зона на раскрсница, различно е да се паркирате на обележан пешачки премин. Ме разбирате? Тие се по небезбедни места и покритични. Санкциите за таков вид на паркирање се повисоки отколку да се паркирате негде каде што само лентата ја зафаќате. Затоа и беше прашањето дали тоа значи дека овие возила нема секогаш да бидат ограничени на најфреквентните, исклучиво на најфреквентните сообраќајници. Не мора да значи. Не мора да значи. Значи, идејата за мислата е прво да видиме на поголемите крстосници со цел поголема проточност во сообраќајот. Меѓутоа, понатака, како се надеваме како ќе се смирува сообраќајот, како граѓаните ќе прифатат дека треба да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, така возилата ќе постапуваат на сите оние места каде што ќе има погрешно паркирање. Овие радари ќе бидат за погрешно паркирање ќе бидат во полициски возила или во цивилни возила? Нема да бидат радари за погрешно паркирање. Добро. Снимачи. Камерите, да. За Па рековте дека ќе бидат во полициски возила, бидејќи сакам подоцна да го разговарам и делот со сакате да прашате дали ќе бидат обележани или не? Ќе видиме. Ќе видиме како ќе биде, да.
нема одлука или треба да биде изненадување за граѓаните, бидејќи сега имате веќе опции и за и донации за опремени возила кои што можат тоа да го прават и се необележани, што е друг сегмент, затоа е и прашањето. Значи, зависи од условите. Ке видиме како ќе се покаже на почеток. Веќе инсталирана опремата само во едно возило, меѓутоа како ќе налагаат условите, така и ќе се ориентираме. Една од главните дилеми е што некако се подзаборавија измените на законот за прекршоци. Тие се во собрание, треба двотретинско мнозинство. Сега клучната дилема е што доколку тоа двотретинско мнозинство не се обезбеди. Дали тоа значи дека се во ова е под ризик да пропадне, односно дали МВР едноставно ќе се откаже или ако нема договор кај пратениците, само ќе се продолжи во овој пробен период. Видите, значи реално да кажеме, без измени на законот за прекршоци, системот вака како што е замислен не може да функционира. Но јас сметам дека ова прашање не би требало да се политизира од аспект на тоа дали ќе има поддршка или нема да има поддршка, затоа што сепак зборуваме за човечки животи, зборуваме за систем кој што е согласно европски стандарди и во таа насока сметам и очекувам поддршка од сите. Значи, ако бројките на жртви што ги имаме, само за споредба во претходната година, во Македонија... Колку е бројот на сообраќајки и број на жртви во сообраќајки? Па еве, тука имам некоја статистика, еве ќе земе последната година, бидејќи оваа не е завршена. Бројот на сообраќајни незгоди со загинати лица е 124, во кои загинале 142 лица. Таа разлика во бројката е бидејќи нели во некоја сообраќајка загинуваат и повеќе лица, а бројот на повредени лица во сообраќајни незгоди е 7156. Јас не би игнорирал и оваа бројка на повредени лица, затоа што тоа говори дека ние на некој начин имаме повеќе од 10 сообраќајни незгоди дневно со повредени лица. Значи тоа е константен ризик по животот и здравјето на граѓаните. Ако оваа бројка, и само да кажеме, повеќе пати е кажано, бројката од 142 значи дека просекот на милион жители, тоа се зема така како референтна бројка, во нашата држава е повеќе од 70. Само за споредба, во Европа просекот на милион жители е некаде околу 45. Во скандинавските земји тој просек е помеѓу 20 и 25. Така да во контекст на прашањето, ако овие бројки не се доволен мотив да се изгласа ваков систем кој што на некој начин спасува животи, тогаш ние не би можеле да зборуваме за модерна и европска држава. И сега бидејќи го почнавме законот, измените на законот всушност може да се поделат на два дела. Тој првиот дел е небитен, меѓутоа јасен. Прифаќате сега предупредувањето, во иднина тоа ќе биде записник со платен налог, со прекршачен платен налог, и го прифаќате, си плаќате во 8 дена, според закон за прекршоци има минус 50%, нели, за добри плаќачи, меѓутоа коментарите почнуваат во однос на членовите кои што се однесуваат на неприфаќање на одговорност и право на судска заштита. И особено тука се бројни коментарите околу тоа. Кој управува? Како управува? Како ќе се докажуваме? А што сум јас крив ако не сум ја дал туку така колата на некого, туку тоа е регуларно дадена со полномошност за управување на туѓо возило. Како тоа ќе се докажува, и дури имаме сериозни критики и коментари на постапката која што е тука предвидена, дека да, ако вие не сте тоа, ќе треба да отидете до станица со другото лице, па тоа лице да даде изјава, па нотарски трошоци и така натаму и така натаму. Ќе остане ли оваа постапка во законот, бидејќи тој е веќе во процедура и практично има многу малку барем процедурален простор да се менува сега?
Да, ќе остане ваквата постапка, но само за да бидеме попрецизни, би се вратил малку наназад. Измените на законите во врска со системот Безбеден град се работат повеќе од една година. Во измените, во изготвувањето на измените учествуваа и професори, експерти, универзитетски професори од областа на уставно право, од областа на кривично право, кривично процесно право. И тука да се заблагодарам за поддршката и на UNDP, бидејќи учеството на професорите беше поддржано и од нивна страна. Во тој контекст, значи, беше водено сметка и како за да има судска заштита и не е точно тврдењето дека граѓаните нема да имаат право на судска заштита. Разликата е во тоа само кој ја активира постапката. За разлика од она редовната, која што се еве да ги крстиме класичните радари, кај прекршоците констатирани од полицајци на лице место. Да, МВР ја покренува постапката, сега тука е со вашето, односно со евентуалното неприфаќање на одговорност, секој граѓанин има право на судска заштита, меѓутоа се смета дека тој ја покренува постапката. Да, така, точно е. Ако ги читам овие став 7, 8 новите. Значи, кај прекршок констатиран од полицаец на лице место, постапката ја поведува органот, односно МВР. Кај прекршок констатиран со техника, како што е случајот со Безбеден град, обврската да се оди на суд кај прекршителот доколку оспорува нешто. Значи, зошто тоа така го направивме? Ова е направено затоа што најголемиот дел од прекршоците, снимени со техника, се неспорни. Значи, граѓанинот ги добива и доказите, како што кажавме претходно, веднаш со известувањето и сметаме дека на овој начин ќе ја забрзаме постапката. Добро, сега е малку појасно, се извинувам што ве прекинувам, и објасни и госпоѓа Арсовска дека ќе има и фотографии, бројните реакции произлегува дека во моментов нема фотографија. Има реално и грешки со броеви на телефони и така натаму. Токму затоа не се праќаат фотографиите. Токму затоа не се праќаат фотографиите. Нека помине тест периодот, да се детектираат кои се грешките. Повторно ќе апелирам до граѓаните, ги повикувам сите грешки што ги согледуваат од системот да ги пријавуваат. Било каде во било која полициска станица, наскоро ќе можат и во самата апликација да стават коментар, односно забелешка за било што не се согласуваат дека е така. Да, тоа само да го потенцираме. Во контекстно на претходно што зборувавме, да најавиме дека тимот на информатичари од МВР работи на изработка на веб и мобилна апликација, која што граѓаните ќе можат да си ја симнат на сопствениот телефон и каде што ќе можат да си ги проверат податоците кои што ги оставиле кога го регистрирале возилото, да пријават неправилности и така сметаме дека на тој начин уште повеќе ќе го олесниме тој процес на пријавување на неправилности. Дали фотографијата ќе остане единствен начин на докажување дека во случај кога возилото го вози друг? Особено ако е, например, сега, ако добро се меморирам според деталите кои што ги наведувате од почеток, ако е преминување на црвено, условно, коригирајте ме ако грешам, клучната валидна фотографија ќе биде она која што го регистрира возилото од задната страна. Што правиме тука со фотографијата? Ќе биде обврскана собственикот на возилото да докаже доколку не е тој. Обврскана собственикот на возилото. Нема простор, бидејќи тоа се мали дистанци за мечување условно на фотографиите, бидејќи ако одредено возило е фатено како сега јас карикирам, не ги знам можностите на системот, меѓутоа тоа се прашања кои што ги поставуваат граѓаните. Реално можеби логично, можеби не. Ако е снимено на поминување на црвено со мало условно враќање на снимката, може да се види и системот дозволува целото движење на возилото да се види целото движење, така да доколку е оспорен предметот, доколку е поведена судска постапка, Министерството за внатрешни работи ќе си го докаже тоа. Кој го возил возилото, ќе си го докаже по оперативен пат. Но Велковски, принципите остануваат оние кои што веројатно
малку и тешко се наоѓа предлог и измените на Собранискиот сајт. Долго време чекаат за усвојување, меѓутоа тоа се главните принципи. Доколку не го дувате, вие сте тие кои што она правно кажано товарот на докажување сега останува на граѓанинот, а МВР е тоа кој што ќе ги даде доказите и до граѓанинот или само до судот? Не, доколку граѓанинот поведе судска постапка, тука товарот на докажување ќе го преземе и МВР, односно обврската, како што каже и началничката, обврската да се достават доказите без замаглен лик и сите докази кои што ги поседува е на МВР, не е на граѓанинот. Каде граѓанинот има обврска е во оној прв дел, од тие првите 8 дена, кога веќе уште не сме на суд, ако граѓанинот не го управувал возилото, тогаш тој е должен да дојде со лицето што го управувало, затоа што на крајот на криштата секој треба да знае неговото возило, кое што е негова сопственост, кој му го управува. Може ли да се направи пресметка колку би чинело едно дивење пред камерите, еве од аспекти на побрзо возење и преминување на црвено? Во пари? Зависи дали ќе ја плати или не. Зависи која брзина ќе ја развие или не. Има градација тука. Има градација, кај брзината има градација. Еве хипотетички брзина од 80 км и поминување на црвено. Може 81, веќе тоа 300 евра казна. А до 80? До 80 е 45. 45 евра. Што од овие, еве, само од овие прекршоци сега, што само од овие прекршоци само прекршок, паричен, кој дел е само паричен, до која брзина, а од која произлегува и она... На 300 евра произлегува и санкција забрана за управување со моторно возило. Црвено светло до сега во Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата немаше прекршочна санкција забрана за управување, бидејќи до сега беше оставано на непосредно забележување на полицискиот службеник. Бидејќи сега систем детектира поминување на црвено светло, вметнавме во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и санкција забрана. Веројатно никогаш не сме проверувале толку многу по законите и по подзаконските акти. Точно ли се овие суми? Од 0 до 10 км е 10 евра, Точно. Од 11 до 30 45 евра, од 37 до 50 км на час, значи зборувам за прекорачување на брзина, 300 евра и над 50 км на час 400 евра. Точни се овие суми, така? Точни се во моментот, иако се изгласани законски измени со одложена примедба од први. Да. Тука доаѓа ќе детектираат овие камери ако некој има среќа да биде или несреќа, зависи како го смета да биде фатен, и оние други. Користење на телефон и казна за неносење на сигурносен појас. За почеток, дали може кумулативно да бидат споени? За почеток системот ќе детектира само 4 сообраќајни прекршоци. Непрописно паркирање, управување со возило со брзина поголема од пропишаната, поминување на црвено светло и управување со возило со изминат рок на важност на сообраќајната дозвола. Тоа е најспецифичен податок, го соопшти министерот, не знам дали имате понови, само првиот ден регистрирани 1000 Така. Нерегистрирани возила. Регистрирани 1000 нерегистрирани возила. Нерегистрирани. Ова е пробен период. Меѓутоа, таквите возила се голема закана за безбедноста на сообраќајот. Што прави сега МВР или што правите вие или кои се можностите на вашите колеги, што правите вие еве како началник на овој сектор, знаејќи го овој податок за огромен број на нерегистрирани возила во сообраќај, а при тоа знаејќи дека ова е пробен период, тие докази како докази немаат никаква правна сила.
Како ги ловите сега тие неколку пати претходно во моите излагања имам кажано дека колку полиција да изфрлиме повеќе по улиците, толку повеќе сообраќајни прекршоци ќе се детектираат. Ова е еден доказ за тоа. Ме разбирате? Полициски службеници на терен секојдневно работат за детектирање. Меѓутоа, како да ви кажам, дали ќе се погоди возилото што му вршат контрола да е регистрирано или не, односно со изминат рок на важност на сообраќајната дозвола или не, тоа е во однос на овие прекршоци, детектирани преку електронскиот систем, сигурно дека нема да ги оставиме така. Оперативно МВР ќе продолжи да работи. Сигурно дека ќе се превземаат соодветни законски мерки. Дајте му шанса на Safe City. Дајте му шанса, сепак јас е само прашувам, јас затоа само поставувам прашања и кои што стигнуваат и во меѓувреме. Нас ни е потребна анализа, многу убава анализа ќе се извлече од ова. Затоа ве прашувам, веројатно првата бројка зајакнати акциски контроли, оперативно ќе се работи на терен. МВР не престанува, бидејќи Safe City стартуваше, полициските службеници за контрола и регулирање ќе работат секако. Многу помалку можат да се откријат при редовните контроли со оние, јас пак ќе речам, класични радари, се обидувам да ја направам разликата некако откако сега. Сега кога веќе имате веројатно податок, само првиот ден 1000, веројатно следното прашање е а што ќе правиме? Кој е планот? Како да се оди од врата на врата? Радарите немаат врска со нерегистрираните возила. Радарите мерат управување на возило со брзина поголема од препишаната. Да, ама при тоа, нели, некогаш може да биде уловен и некој што излегол на пат. Сега имаме во целото, тоа цело ги филтрира тие кои што излегле со нерегистрирани. Сигурно дека ќе се постапува и сега се постапува, меѓутоа во зависност од сообраќајните прекршоци. Пак ќе ви кажам, колку и полиција да изфрлиме по улиците, само повеќе сообраќајни прекршоци ќе се детектираат. Не дека ги нема, туку полицијата се концентрира согласно проблематиката. Ме разбирате? Колку, еве вака, нови предизвици. Имам јас многу прашања, ќе ги оставиме за вториот дел, многу конкретни и од граѓани и така натаму, особено тука околу толеранцијата, но еве, колку првите денови отвараат и нови предизвици, ајде да ги кажем и нејасноти во системот, грешки, кои што се различни од она што било по спецификација кога го купувате или кога може би сте правеле симулации? Па, токму и затоа, значи, нели, најголемата причина зашто прво има тест фаза, а не е директно пуштен системот е за да ги утврдиме таквите недостатоци. Значи, тим од информатичари од МВР постојано работи на системот, постојано ги разгледува сите забелешки кои што пристигнуваат и, значи, како што каже началничката, веднаш се постапува за истите да бидат отклонети. Значи, јас би кажал дека во најголем дел системот функционира. Значи, најголем доказ дека системот функционира онака како што сме го замислиле е фактот што граѓаните се дури зачудени колку брзо им стигнува пораката. Тоа е најголемиот доказ истовремено и дека нема човечки фактор во целата процедура, која што беше и главна заложба и на министерот, и генерално на нас како тим, бидејќи не сакавме како сите случаи досега граѓаните да имаат сомневања дека функционира системот селективно, дека е пристрасен, дека за еден важи и за друг не важи. Значи тоа што граѓанинот најчесто за само неколку секунди ја добива пораката е најголем доказ дека системот функционира одлично. Тука сме доаѓаме до прашањето до кој степен или до која фаза е исклучен човечкиот фактор, бидејќи во сегашниот систем може и да се претпостави дека е сосема, не знам, прашувам. Меѓутоа, со фактот што рековте дека ќе има во апликацијата можност за приговор она, тука веќе веројатно ќе се вклучи човечкиот фактор. Колку во оваа фаза е исклучен човечкиот фактор од моментот на сликање до испраќање на... Во целост. Во целост? Во целост. Нема можност за интервенција? Нема можност за интервенција и тоа што ви го напоменав како алатка ќе биде чисто за собирање на податоци. Исто како да сме отвориле некоја мејл адреса, каде што граѓаните ќе пишуваат кај мене ми стигна налог за возило кој не е во моја собственост,
ми стигна налог дека сум поминал на црвено светло, а не беше црвено светло, во таа конотација. Така ќе биде забелешката. Нас ќе ни биде како една архива, од која ние ќе црпиме податоци и која ние ќе гледаме сите констатирани недостатоци да ги отклониме. Одиме со првата пауза за реклами, а потоа имам неколку конкретни прашања и ситуации кои што се посочуваат јавно деновиве за наводни грешки на системот. Ќе се обидеме една по една да ги објасниме. Секако она што верувам дека најмногу се очекува како одговор од оваа емисија и што е најактуелно деновиве, се така наречените прагови на толеранција, дали ќе ги има, колку ќе бидат и зошто би ги имало, бидејќи со нив пак допираме и до уште еден интересен факт, а тоа е дека никогаш досега не ни текнало да ги разгледаме тие метролошки, да нема грешка, метролошки, не метеоролошки правилници, па да видиме дека и со тоа е друга главоболка за МВР, бидејќи сега се отвара дилемата, а што правиме со пак со класичните радари и со тие барања за одстап. За метрологија за нас. Добро, ама ние не сме сигурни дали се одземаат или не се одземаат. Ајде прва пауза за реклама. Продолжуваме. Маја Арсовска-Манов, началник на сектор за сообраќајни работи во МВР, и Владимир Велковски, државен советник во кабинетот на министерот за внатрешни работи. Одиме со низата конкретни прашања кои што ги имавме. Значи, разрешивме што ако управува друг, си има постапка, ако има полномошно за службени возила, ќе мораат сите фирми, мислам, од сега натаму, сериозно да ги пополнуваат патните налози, дури и се во еден град, дури и кога е во еден град. Така? Точно така. Дали патниот налог за службените возила ќе биде единствен доказ или и евентуално друг тип на службена евиденција за задолжување, интерна евиденција за задолжување на возила? Секој одговорно лице во правно лице кој може да докаже кој го управувал возилото на тој ден, нас ќе биде прифатено како доказ. Добро. Одиме сега со најбројните реакции. 51, 52, 53. Зошто? И зошто нема праг на толеранција, бидејќи веќе граѓаните добиваат и пораки со потврди, со податоци за тоа кога бил кога се калибрирани или не уредите, и од тука произлегува сиот тој серијал на прашања. Главно прашање, зошто 51, 52, 53 има ли смисла, како ние да додржиме газ на педала? Ако повеќе гледаме во бројчаникот за километража, можеме да направиме поголема несреќа. Прво, затоа што во Македонија максимална дозволена брзина на движење на возилата во населено место е 50 км на час. Во однос на одстапките, многу интересно прашање. Ни разви одлична дискусија на тимот кој работиме на Safe City. Ги гледавме сите соседни практики, црпиме искуства од разни држави, меѓутоа ова е сепак тест период. Сакаме да ја видиме вистинската, фактичката состојба, каква е, како се движат возилата, се собираат сите податоци, а за подоцнешните резултати дополнително ќе искочиме со... Има ли самиот систем, самите уреди во системот, камери, радари и се што влегува во таа целина, маргина на грешка во однос на баждарењето и колку постои? Или нема? 0,05. Негдека, меѓутоа, сепак ќе треба, тоа е техничка карактеристика која ќе треба да ја потврдиме. Инаку уредите, сите уреди се верификуваат, се калибрираат се во бирото за метрологија. Сега, ако сте наишле на некој уред каде што не е, се врши во моментот замена на стари камери со нови камери на одредени позиции. Токму заради тоа е така. Значи, јас со контекст на ова прашање би додал, значи, ние сме и tekako свесни за реакциите на граѓаните и, нели, сите знаеме дека во тест фазата нема толеранција, но тоа е намерно направено, значи, не е случајно. Зошто? Бидејќи
тест периодот служи да ги провериме сите моменти, и прецизност, и калибрација, и целата постапка од камера до документ. Затоа, значи, има потреба да се следат и ситните отстапувања. Нормално дека кога ќе има редовна примена, која ќе стапи на сила целосна имплементација на системот, ќе има решение согласно европските стандарди и ќе биде во интерес на граѓаните. Значи, битно е да се знае дека нашата цел како Министерство за внатрешни работи, а верувам дека тоа треба да биде цел на сите, не е да казнуваме за возење побрзо 1, 2, 3 или 5 километри. Нашата цел е да спасиме барем еден човечки живот повеќе. Голем е распон, голем. До 10% главно се движи. Има ли сега назнаки што би можело тука да биде прифатено во Македонија или не? Или до прва тоа ќе се утврди? Разговори, размислувања, истражувања се прават по долго време наназад. Одлука не е донесена, значи да не шпекулираме. Меѓутоа, како што кажав, решението, одлуката секако дека ќе биде согласно законските и законските, но и европските прифатените стандарди. Значи сигурно дека нема да бидеме ние држава која што ќе отстапува во тој дел. Меѓутоа, тест периодот мора да го поминеме за да ние имаме целосна слика за системот, целосна слика за сообраќајот и целосна слика за како се движат брзините. Другото прашање кое што се наметнува е, добро, да заклучиме дека толеранција ќе има, ќе видиме колку ќе биде, ќе треба да ги следиме сите новости кои што ги има МВР. Кај толеранцијата ќе се вратиме за обичните радари, меѓутоа сега со прашањата. Преминување на жолто, зелено и на жолто, на црвено, жолто и трепкање на жолтото светло. Тука има многу и сегашниот закон вели дека доколку трепка зеленото светло, тоа е значи веќе предупредување, но вие сте во позиција во која што и сообраќајот зад вас и условите на патот се такви што налагаат дека е подобра проценката да се помине отколку да се застане и да се предизвика некаков верижен судир или друга реакција. Како сега системот ќе реагира на овие ситуации? Порано многу тешки беа да се докажеме со МВР без фотографија. Кој е во право? Системот автоматски ќе детектира поминување на црвено светло од стоп линијата. Значи, доколку е, како што велите, зелено трепкаво, нема да има никаков проблем додека смени семафорот од жолто во црвено. Проблемот е ако вие на жолто го правите тоа действие и веќе влегувате на стоп линија на црвено светло. Тогаш ќе си добиете записник со прекршачен платен налог за поминување на црвено светло. Значи, предупредувањето е жолтото е црвено. И нема поминување. Така и согласно законот. Така и согласно законот. Добро. Какви сте ги разгледувале ли, иако е прв ден, меѓутоа ги има некаква серија забелешки дека некоја се случува и при вртење во десно на раскрсници? За вртење на десно, таму сигурно на таа раскрсница за која имате информација нема помошно зелено светло на семафорот. Ако има помошна улица, слободно да се сврти. А нема светлосен сообраќајен знак? Тогаш нема да има, сигурно нема поставено сајт и камера за црвено светло. Добро. Кој ќе биде поврзан автопатот? Тоа е првото прашање, а потоа имам и подпрашање во однос на тој дел. Мислите за поставените на коридор, сега се на коридор 10? Мислам дека до крајот на месецот ќе бидат поврзани, да. Технички причини се чека секој момент. Можеби ќе бидат до крајот на неделата, можеби меѓутоа не подоцна од крајот на овој месец. Дали на автопатите и коридор 10 или коридор 8 ќе се снима само во реонот на радарот, на секој радар одвоено, или
ќе се прави она што го има во некои држави, да се утврдува просечна брзина, бидејќи тоа многу ја менува ситуацијата и за целта што се сака да се постигне, но и за можните касни. Тоа е убав пристап. Соседна Србија го има и законски како регулатива и како алатка за мерење на просечна брзина, меѓутоа кај нас во Македонија ќе се мери брзина во опсек на радарот. Во поглед на имплементирање на просечна брзина за мерење е малце поголем проект кој треба да ги вклучи сите исклучоци, приклучоци на автопатите и е потребен малце поинаков пристап за таква регулатива. Не се исклучува можноста, меѓутоа во периодот што следи, првим да се види какви ќе бидат искуствата со овие камери, дали ќе ја постигнеме целта да го смириме сообраќајот, да му дадеме шанса на Safe City. Не прашувам затоа што сега ние имаме малку и проблеми со брзината на автопатите, не баш сите и не баш во цели делници ги задоволуваат критериумите за брзина на автопат, иако си плаќаме патарини, нели? Меѓутоа, од друга страна, прашањето е, ако јас успеав да избројам 7, може би се повеќе. На кој коридор? Коридор 10. Од Скопје до Гевгелија. Ќе се потрудам да ги избројам точно. Меѓутоа, за разлика од класичните радари, нели, тие можеа да се скријат на било која кривина, во било кое жбунче, да не изненадат од секаде. Овие можеме, особено тие што сакат брзо да возат и да го искористат автопатот за докажување на перформансите на своите возила или своите возачки перформанси, многу или често патуваат, многу брзо можат да ги меморираат позициите. Каде што се кажале, вие не кажале, со тек на време ќе се открие и која е радиусот во кој што тие снимаат и едноставно, ако вие излезете од Велес и после тоа првиот вие таму некаде после Градско, комотни сте да практикувате трки, ако тоа ви е целта. Тоа ми беше поента. Не е идејата да бидат скриени. Не е идејата. Идејата и замислата е да бидат, да го смират сообраќајот. Да го смират сообраќајот. Не значи дека ако ги знаат камерите каде се поставени, дека ќе обрнуваат внимание. Ние сакаме токму тоа да го постигнеме. Токму тоа сакаме да го постигнеме. И не значи дека ќе останат само тие, не се 7 сајтови што сте ги виделе вие точки. Не, реков се оградувам дека толку во моментов толку сум успел да избројам, а сепак да бидам внимателен на патот. И секако не се исклучува дека и понатаму ќе работи сообраќајната полиција. Дека и понатака нема да мери со радари. Не се исклучува ниту тоа. Некако со коментирање на системов заборавивме за оперативната работа на полицијата. Тоа сакам да го кажам очекувањата се дека тие ќе бидат заборавени, а имаме една друга ситуација што веќе се оперативни и оние кои што во жаргон се велат ловци, простете за изразот, секако ќе ме коригирате, ловци скриени во пресретнувачите за возилата, пресретнувачи, така. Имаме ние пресретнувачи, активно работат 2 години негдека и имаат одлични резултати. Возилата се во цивилна изведба и му пристапуваат на возилото со конкретни докази откако ќе го сопрат. Така да во контекст на тоа, ако ги научат каде се поставени камерите, за жал нема да можат да научат каде се движат пресретнувачите. Пресретнувачите. Па, добро, бидејќи се малку, дел се многу популарни од донација, ќе се запамти бојата и возилото и секогаш кога се види во ретровизор, можеби ќе има реакција. Тука правиме уште една пауза за реклама. Во завршница се надевам дека успеавме да подобјасниме дел од најспецифичните ситуации. Велковски, кои се очекувањата и за натамошните фази, бидејќи се најавени, претпоставката е дека брзо ќе се решаваат сите овие проблеми кои што најдуваат и овој и уште 3 други закони.
што очекувате за следните фази и каде се тука досега најголемите рекорди и најголеми брзини? За следните фази на системот? Да. Па вака, нашата заложба е да го прошириме системот, како во бројот на камери, така и во диапазонот на прекршоци кои што ги опфаќа системот. Значи, прво, да се зголеми покриеноста на што повеќе улици и патишта, со цел да имаме еднаква контрола, да имаме подигната безбедност во сообраќајот на целата територија на државата, а проширувањето на диапазонот на прекршоци кои што ќе ги детектира системот е со цел да ги намалиме и причините, а не само последиците. Значи, како што и претходно кажавме, крајната цел ни е безбедност на целата територија и намалување на оној алармантен број на жртви во сообраќајот. И ние потрошивме многу време и најголем дел од реакциите, веројатно ќе треба уште да го објаснуваме тоа. Бажарење, толеранции, калибрации и така натаму. Имате ли податок за овие 3 дена? Рекордна брзина? Па да, и рекорд кај она што јас го велам класични радари. Значи, за класичните радари, пошто знаевме дека темата ќе биде Safe City, немаме во моментов, меѓутоа можеби началничката знае бидејќи нејзин секојдневен делокруг на работа. Во однос на најекстремната брзина која што е измерена со системот Безбеден град, тоа е на Скопската обиколница се измерени 231 км на час. Во овој период? Во овие 2-3 дена. На 1 Тоа значи дека буквално ние имаме возачи кои улиците ги третираат за тркачки патеки. И тоа уште еднаш потврдува дека ни е потребен систем кој што работи 24/7, а не само кога има патрола на тој пат. Затоа што грешката на таа брзина најчесто завршува со трагедија, а не со казна. И за крај, очекувањето во однос на тие рекорди кои што вие ги имате, а се однесуваат и од сите други патишта низ земја? Јас во мојата работа имам затекнато брзина од 305 км на час. Беше тоа далеч на 2018 година. Не е сега скоро да потенцирам. А што очекувам? Од Safe City? Да. Очекувам намалување на бројот на сообраќајни незгоди. Пред се со загинати лица. Навистина сакам да започне да се почитуваат сообраќајните правила и прописи, да се смири сообраќајот, да се подигна нивото на свесност кај граѓаните дека секој човечки живот е важен. Навистина е важен и дека мора да се стремиме кон идеалите кои ги застапуваат сите држави. До 2050 година сите држави во светот се стремат кон 0 жртви во сообраќајни незгоди. Мораме и ние. Веќе добиват известна мапа каде има најголем, каде во однос на брзините откако стапи системот, колку тоа ќе биде и насока каде и како и во кои рамки ќе се шири во иднина, бидејќи сега, иако не кажувате, веќе дел од граѓаните креативно ги мапираат на посебни апликации, меѓутоа тенденцијата е да се шири. Колку овие показатели, каде повторно, во кои подрачја најмногу има одскокнувања од дозволените брзини, ќе бидат тој индикатор. За сега не можеме официјално да искочиме со податоци дека на тој булевар се зачестени измерени брзини, од причина што секондневно и константно системот се менува и се надоградува. На место каде што ќе речеме дека немало ништо денеска намален бројот на констатирани сообраќајни прекршоци, на истото тоа место се случува дека дента се заменуваат камерите од било кои причини, технички или така натака. Се апдейтира системот, се поправа некоја софтверска грешка, а од друга страна пак исто така во следниот период ќе биде пуштен системот и во градовите Куманово и Тетово. Тогаш ќе чекаме нови бројки и нови анализи. Ви благодарам што вечерва бевте во топ тема. Се надевам дека успеавме да објасниме дел од принципите и можностите за реакција на граѓаните. Вам почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете на тело.